Еве ја најавата на следниот разговор, ја гледате на постер со сите изведувачи. Добар ден за Гоце Сафи, Диже Чвар. Здраво. Вотко, кажи ти зошто се овде? Овде се за вториот собир Скопје Vinyl Convention, кој што ќе се одржи на 12 и 13 октомври, но меѓутоа пред да почнеме со ова, сакам да ве прашам колку често имате како музичари прилика баш вакви деца како нашиот претходен гостин да забележите во Македонија? Не многу, ама има. Значи бевме изненадани позитивно баш тоа. Не сакавме ни да влеземе во емисија. Така треба да се одиме одма дома. Каде се миксетите тука ставени се на Не се. Не мора одма. Скопје Vinyl Convention? Што е? Двајцата виновници се овде, дај да слушнеме. Така, значи јас и Чваре сме дел од тие винил конвенции, собири на луѓе што собираат плочи и пуштаат плочи. Веќе некој период во регионов се одржуваат. Сме дел од сите Бугарија, Србија што биле Црна Гора во регионов. Журки во кој формат да се организирани? И решивме да направиме, ни сметаше дека нивото на сегде низ Балканот беше да кажеме ниско, ќе се собереме 7 диџеи, ќе дојдат 20 дилери на плочи, ќе се извртиме журка, ќе се видиме и минатата година решивме да собереме сили да направиме нешто малце на повисоко ниво. Да, лани беше првата. Да, не е тоа украден концепт, него е пак некоја култура која што веќе постои на други места во Европа пред се многу време. Да кажеме, саем има за плочи, али ние го правиме повеќе, значи сакаме тука да им дадеме и респект на сите диџеи што вртат винил и во Македонија и во регионот. Да се инволвираат сите буквално кои што се некако во оваа игра. И пред се ова секогаш го кажувам, можеби главната причина на еден ваков настан, саем на плочи, конвенција, журка, како и да го наречеме, е недостигот на плочари во Скопје, што е сега може да изброиме вајда. Сега има во минатата година има на 5-6 места се продаваат плочи, до пред година дена немаше. Веќе почнуваат и нови плочи да носат, како што кажав, низ годиниве имаше неколку плочари кои што се отвара и затвара, а има премногу диџеи љубители на музика кои што го ценат овој формат и греот е да нема кај да ги потрошат парите. Да. Оваа година имате 30 македонски артисти, но имате и многу гости. Имаме најгорди сме искрено на еден сте особено горд. Јас знам дека Гоце од лани го збореше. Да. И успеа. Диџеј Коко од Јапан, ова му е прво гостување воопшто во Европа. Така е. Значи до сега бил во Њујорк и во Канада само. И никаде повеќе. Да, така сме му го сефтосуваме на европски терен. Он е во моментот еден од најсвежите диџеи со најразличен стил што се појави во изминативе години. И е буквално инспирација за сите останати диџеи, да не кажам на нашите идоли идол. Толку е голем. Онака да не го продаваме сега евентов и диџеов на телевизија, али Ова е лично минатата година кога завршивме со конвенцијата, си рековме една работа кога завршивме. Ако не го донесеме Коко следна година, не правиме ништо. Така ни почна. Нивото секако мораше да биде повисоко од прошлата. Сега тоа што ово е најдобар, не става малку глупа ситуација за следната. Да, али нема врска секако да помине прво ова. Вечер имаме Джим Шарп, Джим е тука во студиото. Телевизија се срамеше, не сакаше да. Джим може да го покажеме таму во темницата. Филип може и да ја сврти камерата и да го да го испочитуваме. Джим е канаѓанец кој живее во Лондон и еден од пионерите на ремикс и играта со едити. Ова, например, ова е негова плоча. Неговите плочи се со едити се ретки, држат висока цена, се на високо ниво меѓу колекционерите. И Джим е исто така еден од најдобрите диџеи што ние сме ги слушнале и ни беше кејф оваа година баш да го направиме лајнапот. Тука е Джим, поред Джим е и Роб Манга. Иако е он веќе втор пат во Скопје, беше еднаш, мислам, минатата пролет. Да, и Роб Манга беше тука. Да. Тој исто холандјанец 50 годишен. Феноменален диџеј. Повеќе пати сме пуштале со него по Европа сме се гледале. И во однос на музиката, чисто да знаат гледачите дека е све малтене еклектично, има секакви стилови на музика, во однос на плочи ќе се продаваат, така да таргетот е широк. И од 7 до 77 години сите во сите стилови буквално. Знаете што ме интересира? Дали адхок се случува? Знам дека еве доаѓаат диџеите, веќе сетот е подготвен. Дали се случува адхок сега оваа плоча во моментов ја земам и ја пуштам на самиот многу често.
многу често мислам, покрај тоа што многу диџеи си спремаат сетови само за да се избегнат тие некои непријатности на барање плоча у последните 10 секунди, ама нас не се дешава да имаме спремено песна да пуштиме и да у последните 10 секунди буквално не текне друга и Тоа не е нити страшно. најбрзо што Да, можеш исто ти го да, правиш и го уметноста на пушташ. самото Да, тоа е што тоа. така. Пошто секако ти мора да имаш интеракција со публика, мора да ги А тестираш и тоа да што гледаш што како да го пали, следиш, тоа е тоа. Неговата што се идеја допаѓа. сакавме да ја направиме во Амстердам, пошто бевме во Утрехт повеќе диџеи годината, најголемиот сајм за плочи. Имавме журка во Амстердам следниот ден. Имавме една идеја луда, ајде да ја направиме журката само од плочи што сме ги купиле вчера. Нема ништо местење, одиме кој како ќе дојде, ама не искочи ништо. Може следна година ќе го направиме. Ете, добра идеја. Али сакаш некојаш кога ќе земеш дента плочи или ќе ти ја подари некој на почеток на журка, ќе гледаш да искомбинираш негде да Да ја вметнеш. вметнеш. Да. МКЦ е просторот на истото и на втората конвенција, чисто вака бидејќи се два дена Поделена во ни е во два прашање, дена. да Имаме- со сите информации, да. Значи во петок имаме Бидеме журката со странските гости, која ќе биде да кажеме на тематика фанк, соул, Диско, латин, хип-хоп. диско, Почнува хип-хоп. во Почнува во 23 часот, трае до 4 часот. Сабота почнуваме, сабот имаме денски дел што е самата конвенција, кој ќе трае од 12 до 8 часот. На 3 стејџа Имаме стејдж надвор пред МКЦ. со 50 на диџеи. На стејџот надвор ќе како се имаме надополнуваат. Гледаш како треба, колега? Ама ова е она што фали пак. имаме стејдж натаму. внатре, кај што ќе бидат ќе ни го Заедно отвара со плочи, да. на наша чест, стејџот ќе го отвара Васја. Васија Ивановски, Да. еден од првите македонски диџеи. Така. И ќе имаме стејдж со електронска музика во Фросина, значи 3 стејџа ќе бидат од 12 до 8 часот, бесплатен е дента евентот. Ќе имаме над 30 дилери, веќе имаме 30 плюсни се, На два што ќе спрата бидат ќе во биде сајмот. фоајето и на првиот спрат на МКЦ. Надвор имаме Тото и Fat Kitchen, ќе Затоа ни сме се вако погрижат за спорени, пошто сите само што дојавме од таа храна овде. за сите аспекти ни се погрижат, имаме храна значи од местната до веганска. Имаме игротека заедно со Доријан Да, на тоа е првиот много- спрат Доротеј. минатата година со Доротеј и Леле. Да. Да, мислам тоа е исто многу битен момент, пошто многу од луѓето ќе доат односно Отворени има- Family- да, family семејства, entertainment деца и правите, све, да. и Фрли го ќе може детето да- горе, Така. земе му сендвич од надвор и иди на рад, гледај плоча. Таман да немаат ни изговор пред жените да кажат останите дома со детето еден по плочи, има за сите места. Да, се ми па добро ставете тогаш таму и фризер, козметичар, Цвеќе, педикир. да, тоа е. Да Работиме може сега и за следна година, сите сега- да видат. МТВ е тука. Да. Супер. Значи, рековме 12-13 октомври, И 13 МКЦ. вечерта заборавивме да А, кажеме. не ја имаме докажавме, дај сега. 13 вечерта имаме Некако журка, својно затварање, не? затварање со журка во Dancing халата со македонски електронски лајнап. Тоа е веќе со, предпоставувам, билет што треба да се купи. Да, тој Ќе билет биде символичен од 200 денари, на самото место не ги ставивме во предпродажба. Беги тоа е цена на влез во градските дискотеки за време на викенд. И не сакавме да ставиме фри за да не ги деградираме диџеите. Останувате во намерата еднаш годишно на Скопје да му се случува вакво нешто? Сега за сега да. па дури и некоја пролетна летна варијанта, ама треба убаво да се осмисли за да не се изгуби ексклузивитетот на Да. Да биде вака полно како окошт. Да. Нас не е многу биде драго интересно. дека дилери сами се прејавуваат од целиот регион, поготово од нашите соседни земји имаме диџеи што ќе настапуваат преку ден во сабота од Грција, Албанија, од Бугарија, имаме од Србија, од Хрватска, од Словенија, покрај македонските диџеи. Тоа сега да покрај и македонските диџеи и дилери, сакавме баш да ја даеме интернационален карактер, да му даеме на евентот. Сам настан кој што привлекува и артисти и публика надвор од Македонија, пред се од регионов, а дури веќе имаме сад да не зборуваме на телевизијата кои све земји ни дојдоа гости специјално за оваа Имаме журка, екипа од што е посебно Швајцарија вчера ласкање. што дојде затоа што сакаат на пример хедлайнерот да го видат, Да. знаат дека нема шанса дека годинава нема да бидат таму. Така да интересно имаме добар одзив од надвор. Одлично. За оние што одлично. сега се вклучувате, дилери на плочи. Скопје Винил Конвеншн. Обичаат шумот на парите. Така е. Дечки, ви благодарам што одвоивте време на вистина на ден кога сте веројатно во најголеми припреми на ден пред настан. Да одвоите време и Фала да и на вас. информираме за овој убав, навистина убав и специфичен настан што ги очекува Скопјани во наредни 2 дена, 12 и 13 октомври, МКЦ. Владко Александар не чека. Александар, подготвен. Токму така, Чаловски, подготвени се информациите од земјата и светот. Со најновите информации стартуваме веднаш по најавната шпица.